Љупчо Коцевски нема реализација, молчеше додека криминал му се случуваше пред очи во време на СДС, а сега им купува време. Љупчо Коцевски како шеф на јавното обвинителство не најде за потреба да отвори предмет против Артан Груби додека беше на власт. Иако целата јавност и медиумите гласно зборуваа за сомнежите за криминал. Коцевски не мрдна со прст ниту за криминалите во РЕК Битола и СМ, каде милиони евра народни пари се испумпаа преку матни тендери. Додека СДС ја ограбуваше државата, Љупчо Коцевски молчеше. Тоа што граѓаните имаат само 2% доверба во правосудството е вина и на Коцевски, зашто со ништо не допринесе тоа да не биде така или да се подобри. Напротив, уште повеќе ја влоши состојбата. Љупчо Коцевски, како шеф на јавното обвинителство, молчеше додека СДС ги крадеше институциите. Сега, откако Коцевски доби одврзани раце да постапува и беше дадена целосна подршка од институциите, тој на секој начин се обиде да ги разлече постапките. Македонија заслужува обвинителство кое ќе работи во интерес на граѓаните. Шефот на јавното обвинителство треба да биде човек со интегритет, а не лице послушник.